Во заедницата на инвалидските организации во Штип денес беа доделени награди на најуспешните литературни творби од конкурсот на тема Мојот пријател е инвалид. Председателот на заедницата планира новини во програмските активности на инвалидските организации. Оваа година многу значено е што прошириме со тај литературен конкурс. Литературен конкурс на тема Мојот пријател е инвалид. Учество зедоа учениците од Основното училиште Гоце Делчев. Тука се представниците, да ги поздравиме професорите и учениците. И трета работа, у понеделник ќе го обележиме со една заедничка дружба. Лицата со пречки во развојот и лицата со инвалидитет во Штип имаат потреба од дневен центар. Ваков центар е во планот и на општината. Бидејќи планираме да ги оспособиме на еден начин за самостоен живот. Со акциониот план за лицата со пречки во развојот, изготвен во локалната самоуправа, до 2018 треба да се изгради дневен центар. И самите знаете дека во дневниот центар што е во Ново село, во градинката, тамо се исто наши членови и членови на други организации, како што се инвалидските организации, меѓутоа и кај нив се продолжи рокот до 26 години, иако само до 28. До 18 години треба да бидат. Центарот за поддршка на лицата со интелектуална попреченост порака од Штип ја завршува годината со неколку крупни проекти, како во насока на конкретна поддршка на лицата чии интереси ги застапува, така и за надминување на предрасудите за лицата со хендикеп. Во проектите на порака се вклучуваат голем број млади лица.